По планираната пауза од околу 2 недели, повторно потече водата во каналската мрежа од хидросистемот Брегалница, што е наменета за наводнување на Оризот. Намалувањето на количините што се испорачуваат во Кочанскиот регион е вообичаено и планирано, поради активностите на земјоделците за прскање на оризовите ниви против плевели. Откако кампањата успешно е реализирана, од предпријатието испратија писмен допис со кој ги информираат оризопроизводителите дека наводнувањето продолжува според планираната динамика со годишниот план. При тоа се нагласува дека таа ќе биде усогласена според временските прилики на теренот. Во изминатиот 2,5-месечен период од почетокот на наводнителната сезона немаше проблеми во испораката на вода, иако на почетокот постоеја сомнежи од и количините со кои располага хидросистемот ќе бидат критични за Кочанскиот регион. За сега не се планираат никакви рестрикции, каков што беше случајот например пред 2 години. Иако варнежите од дожд во изминатиот период помогнале за извесен степен да се подобри хидролошката состојба во акумулациите и да се покачи влажноста на земјата, сепак состојбата не може да се смета за задоволителна. Во моментот во браната Калиманци има над 70 милиони метри кубни вода. Инаку, намалувањето на површините што се најдоа под Орис оваа сезона во однос на првично зацртаните во годишниот план се покажало како ефикасно, иако на одделни површини земјоделците само иницијативно и без согласност од надлежните на своја рака сееа Орис, користејќи ги проточните води. Од водостопанство Брегалница упатуваат апел количините вода што се пуштаат во системот за наводнување рационално и ефикасно да се користат, затоа што до крајот на наводнителната сезона, посебно во оризопроизводството, престои уште долг период со високи дневни температури.